Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на подкастот Да зборуваме за здравјето. Како што течеа најавите изминатите денови, денешен наш гостин е доктор Оливер Бушетич, специјалист по интерна медицина, специјалист кардиолог. Ќе зборуваме за многу интересна тема која што е многу актуелна во интервентната медицина. Но еве на почетокот да му посакаме добре дојде на доктор Бушетич. Добре дојдовте, ви благодарам што прифативте да учествувате во подкастот. Се надевам дека ќе објасниме многу детали за тави процедурата конкретно, но и за други работи. Благодарам на поканата, инаку ова е мој прв подкаст, па се надевам дека ќе поминеме убаво. Секако, затоа што нашите пациенти и гледачи очекуваат докторите да ги доживеат малку поблиску и да ги прашаат се тоа што можеби некогаш и во некоја ситуација не може да ги прашаат или немаат време, но подкастот е отворен токму за тоа, да објасниме, да дообјасниме. Тука ќе ги повикаме нели да прашаат се она што ги интересира во коментар или пак на нашите телефони во Жан Митрев клиника. Тука сте ние, вие сите да одговориме. Рековме дека ќе зборуваме за една специфична процедура што се работи во клиника Жан Митрев, тоа е тави процедурата. Но на почетокот еве кога зборуваме за интервентна кардиологија, што се упфаќа интервентна кардиологија, да разјасниме. Интервентната кардиологија кај пошироката јавност е позната по оние коронарни процедури, односно процедури на крвните садови на срцето, со поставување на стент. Се надмислам дека веќе сите чуле за стент интервенциите, меѓутоа интервентната кардиологија е многу поширока. Тоа се имплантации и поставување на стент не само на срцевите артерии, тоа и на артериите на вратот, на нозете, на артерии на рацете сме работеле, а во последните 10 години веќе е отворено едно ново поглавје во интервентната кардиологија, тоа е на структурните процедури, каде што имаме поставување веќе на залистоци, преку тој релативно неинвазивен метод, поставување на оклудери кои затвараат дефекти во преградите на срцевите шуплини, стентови на аорта, така да веќе интервентната кардиологија е многу голема сама по себе, така да и веќе и ние се усовршуваме и се специализираме за дел од интервентната. Да, колку од оваа современа кардиологија е присутна кај нас во регионот, во Република Македонија и конкретно во клиника Жан Митрев. Дали сме рамо до рамо со еве западните држави? Да, поголем дел од овие процедури се работат рутински, се работат подолго време, како се усовршуваат новите методи веќе за митрална валвула, за трикуспидна валвула, се надевам дека наскоро ќе почнеме и ние да ги изведуваме самостојно овие процедури. Да, рековме дека денес ќе зборуваме за процедурата наречена тави. Што конкретно е подразбира тави? Зборуваме за процедура која што подолго време се прави во клиника Жан Митрев, но веќе се доста се специализиравме и се екипиравме да имате совршени резултати во кај многу пациенти. Тави е кратеница, тоа е транскатетер аортна валвуларна имплантација, значи поставување на нова аортна валвула, на нови аортни залистоци, на местото на старите кои се оштетени, преку васкуларен пристап, значи не со отварање на градниот кош, туку васкуларен пристап, тоа е преку артерија на ногата. И самата кратеница е тави, е кратеница од описот на оваа процедура. Да, колку е тоа подобро за пациентот да не се отвора она класична градниот кош, туку да се пристапи, како што рековте, од друго место, колку тоа за пациентот е полесно во однос на идното оздравување, лекување и враќање во нормален живот. Ова е метода која во последниве години има огромен развој. Веќе бројот на тави со бројот на класични операции се изедначува во некои европски земји и има одредени предности. Тоа не значи дека класичната хируршка метода ќе биде целосно исклучена, барем за сега не. Има пациенти кои се погодни и кои се преферира тави процедурата. Може да кажеме тоа се пред се повозрастни пациенти кои класичната операција потешко би ја поднеле,
пациенти кои имаат исклучително калцифицирани промени, пациенти кои имаат контраиндикација за општа анестезија, затоа што кај класичната хирургија имаме целосна анестезија, така да зборуваме за група на пациенти кои се со висок ризик за хируршка интервенција и затоа беше измислена и развиена оваа процедура, иако сега веќе се применува и кај помлади пациенти и пациенти со помал ризик. Да, како оди диагностицирањето и како оди одлуката кај вас како доктори на кој пациент ќе се прави тави, на кој класична операција? Одлуката за ваква процедура треба да биде одлука на срцевиот тим, значи да не биде поединечна одлука, а тоа е одлука значи на кардиологот кој го води пациентот, интервентен кардиолог и кардиохирург. Има точно бодирање, се оценува колку е ризикот и зависно од ризикот за интервенција се одредува на кој начин се бира самата процедура. Подготовката потребно е неколку испитувања да се направат. Значи прво е потребна коронарографија, да се сликаат крвните садови на срцето, доколку има промени кои не може да се решат со 1-2 стента, значи ако има потреба од хируршки бајпас, во тој случај кај пациентот ќе се изведе и хируршка замена на аортната валвула. Се прави понатаму компјутеризирана томографија на аортата, затоа што за да може да ставиме преку аортата ние ваква валвула, потребно да бидат исполнети неколку услови, доколку тие услови не се исполнети, компјутерот покаже дека не може да ставаме тави, во тој случај пациентот повторно ќе оди на класична хируршка замена на аортната валвула. Значи тие се двете основни испитувања заедно со ехокардиографијата која ќе процени тежината на оштетувањето на аортната валвула и потоа зависно од тие резултати се прави проценка кој тип на интервенција ќе се прави и тоа треба да биде одлука на така наречениот срцев тим. Да, дали сето ова се прави на едно место, еве зборуваме за клиника Жан Митрев, дали пациентот доаѓа тука и тука останува се до изведување на операцијата? Така, предноста на нашата установа е што има искусен кардиолошки тим и искусен кардиохируршки тим, плюс анестезиолозите кои се секогаш дел од тимот и кои се потребни за време на оваа процедура, така да лесно се составува тимот, лесно се организира, се разгледува секој пациент и се носи правилната, значи целосна одлука, целосно решение, долгорочно и со најмал ризик. Како се изведува самата процедура? Имаме пациент кој што треба да се направи тави процедура, кој што треба да се направи тави процедура, како се изведува процедурата, колку трае, во која сала се одвива, ги спомнавте анестезиолозите, дали е тоа комплетна анестезија, како се одвивајте тој ден, тие неколку часа кога се прави тави процедурата? Да, значи после периодот на испитувања, кога ќе се направат испитувања, кога пациентот сме одлучиле дека е погоден и ќе се прави тави процедура, значи самата процедура се изведува во ангиосалата, во катетеризационата лабораторија. Пациентот не е тоа општа анестезија, тука едноставно е седиран да биде смирен, да не чувствува болки, да не реагира за време на интервенцијата, меѓутоа не е тоа целосна анестезија и пациентот спонтано си дише. За време на испитувањата се прават и посебни мерења на срцето на пациентот и на аортата, и зависно од тоа се бира и соодветна димензија на валвулата. Да, вие ни донесовте, веројатно ова е вистинска, ова е валвула, така? Еден тип на валвула кој се користи, значи гледаме дека се состои од еден метален дел како мрежа на која се поставени ливчињата, ова се аортните залистоци, кои нормално отвараат и затвараат со секоја контракција на срцевиот мускул, со секоја систола, тие залистоци отвараат и крвта излегува од срцето, а потоа се затвараат и спречуваат крвта на овој модел
да се врати назад во срцето. Бидејќи ова се сега нежни ливчиња кои убаво се движат, работата на срцето е многу полесна во споредба со пациентите кои имаат оштетени, калцифицирани, задебелени ливчиња кои не отвараат. Срцето трпи многу голем притисок за да може да постигне барем една минимална циркулација. Значи сега, кога сме започнале процедурата, пациентот е седиран, се боцка артерија на ногата, тоа е феморалната артерија, или таа се препарира и низ незе се навлегува со катетер на кој е монтирана оваа валвула, значи оваа валвула е склопена и од ногата преку аортата, значи тоа е некој овој пат, валвулата, катетерот на кој е монтирана валвулата доаѓа до местото на нативната валвула. Да, може да те покажем ли, да? Ќе се обидам да покажам на овој модел. Значи, овде е негде нивото на нативната природната валвула. Тука имаме залистоци кои се оштетени и кои сега не се вадат тие залистоци како и кај класичната хирургија, туку валвулата се носи, новата валвула со новите залистоци се носи на местото на старата и тука има различни техники, таа валвула се отвара и на тој начин се позиционира и кога ќе се извади се жица, катетер, се, валвулата останува поставена на местото на старата валвула и имаме нова валвула која функционира нормално, тие ливчиња нормално отвараат и се постигнува една оптимална циркулација и олеснета работа на срцето. После тоа сите тие жици катетри се вадат, се затвора местото на кое се пунктира феморалната артерија, артеријата на ногата и процедурата со тоа е завршена. Процедурата трае од прилика со целата подготовка, со целото снимање, негде околу 1 час. Пациентот после тоа веднаш е буден, се враќа, се следи уште 24 часа во интензивна нега, меѓутоа е свесен, буден, без некој посебен период на опоравување. Да, доста фасцинантно изгледа ова, како оваа валвула ќе се отвори тука. Вие како кардиолог, кога знаете дека тоа е како што треба, како го следите целиот процес? Тоа е, да кажам... Ставувам дека е доста критичен момент кога ќе се постави така? Тоа е тежината на оваа процедура, затоа што процедурата се изведува на beating heart, на срце кое работи. Значи, ние немаме срцето да ни е запрено, па на срце кое не пумпа, кое не работи. Туку имаме срце кое постојано работи и за време на позиционирање, ние движи валвулата. Затоа во еден момент ние со стимулација на срцето правиме, да кажеме, срцето работи толку брзо да нема циркулација, меѓутоа тоа е многу кратко време и во тој период кога валвулата стои помирно, под рентген апарат правиме проценка, тоа е растојание од неколку милиметри погоре-подоле, се позиционира на идеалното место и имаме десетина секунди време да ја отвориме валвулата, да ја поставиме на оптимална позиција. И тоа е искуството, на тимот, значи тоа не е работа на еден кардиолог или на еден кардиохирург, туку работа на тимот, да постигнеме успорена циркулација, да направиме срцето да работи брзо, за да нема значаен проток и движење на валвулата, да ја позиционираме на правото место и брзо да ја отвориме за да постигнеме оптимална позиција на валвулата. Да, ова е фасцинантно што го зборувате, како се чувствувате вие кога сте, да речеме, еден од говорите на тимот, треба да одлучите кога да се направи токму тој чекор, тој потек. Да, во еден момент е тоа кога веќе пациентот циркулацијата е запрена, мислам тоа е контролирано од нас. Ние циљано, свесно ја запираме циркулацијата за да добиеме стабилна состојба на валвулата. И пак ќе кажам, тоа е одлука на тимот, дали се сите задоволни, да, отвараме и тоа е тој период од десетина секунди, каде што се одлучуваме дека позицијата е оптимална и валвулата се отвара. И така, што чувствува пациентот
потоа каков живот понатаму ќе води со една ваква имплантирана валвула. Рековте дека при овој процес неговите валвули остануваат внатре во зидовите, но ова ја презема комплетна функција на во срцето, така. Што чувствуваат луѓето, дали имаат олеснување, подобра циркулација, нормален живот, па дури подобар, така? Поставам тоа е целта. Да, обично ова се пациенти и целото испитување, целата приказна за болеста започнува дека пациентот почнува да чувствува замор. Доаѓаат и кажуваат, јас пред месец дена одев километар, сега веќе 100 метри не можам, затоа што ова е прогресивна болест, значи за листоците со годините, кај некого побрзо, кај некого поспоро, стануваат задебелени, калцифицирани и овие движења кои ги прават се помали и помали и срцето треба да постигне многу голем притисок за да може низ вакви стеснети за листоци да испумпа крв, да постигне циркулација. Може би во мир пациентот и нема тегоби, меѓутоа почнува веќе и на се помал и помал напор да чувствува задишување, немање воздух, глад за воздух, чувствува замор, па дури до појава на вртоглавица и на свестица кога се обидува, например, да искачи скали. Така почнува, бара помош, се јавува кај кардиологот или матичниот доктор слуша шум на срце и почнува, испитувањата и поставување на диагноза тешка аортна валвуларна стеноза. И тогаш се одлучуваме, гледаме што е најдобро за пациентот, дали ќе биде тоа хирушката замена на аортните залистоци или ќе биде поставување на оваа валвула преку артерија на ногата. Значи со катетер преку што го објасни. Да, преку васкуларниот пристап. После интервенцијата, после ставањето на нова валвула, после ставањето тави имплантацијата, веќе срцето со многу помал напор постигнува задоволителна циркулација, оптимална, кога на пациентот му треба повеќе циркулација, повеќе крв во мускулите и во мозокот, тоа срце може да постигне и поголема циркулацијата и пациентот чувствува зголемена сила, зголемена толеранција на напор и тоа е еден не само да се живее, туку и квалитет на животот. Така, како се следат пациентите понатаму, колку време се следат практично и да доаѓаат на контроли редовни, како трае тој процес, вие како доктори до кој стадиум ги следите контролирано? Така, бидејќи процедурата се изведува преку нога, пациентот брзо го мобилизираме, ако не истиот ден, тогаш е утре дента, значи нема опоравување од анестезија, опоравување од рана, така да пациентот, ако оди се во ред, негде третиот ден обично и ги пуштаме дома, пациентите брзо се враќаат во нивното секојдневие, затоа што сега и немаат некои значајни ограничувања. Потоа контролата е на местото каде што е боцкана ногата, се контролира функцијата на валвулата, една обичен ултразвук на срце, ехокардиографијата е обично доволно за да се проценка, состојбата на пациентот. Да, колку е животниот век на овие валвули кои што се имплантираат преку тан? Животниот век на кај тави валвулите и класичната хирушка валвула е скоро идентичен, затоа што се работи за ист материјал на овие ливчиња, така да веќе има следење на пациенти 10-15 и повеќе години да валвулата се функционира апсолутно нормално. По тие 10 или 15 години или повеќе може повторно да настане задебелување на залистоците, на ливчињата, па има решение да во оваа валвула повторно ставиме внатре друга нова, тоа се вика валвула во валвула процедура, така да дали пациентите нека имаат долговечност, а ние имаме решение. Значи, дотаму е стигната современата медицина и веќе се практикува кај нас. И вие кога спомнете валвула во валвула, веќе имавте, мислам дека сега бргу еден случај каде што пристапивте од несекојдневно место во срцето и успешно поставивте таква валвула вие со тимот предводен од доктор Жан Митрев и пациентот мислам дека е во добра состојба и станува збор за возрастен пациент, така? Може да ни го објасните ве тој случај кога веќе споменат?
Така. Ова се процедури, зборуваме за аортна валвула, значи тоа е оваа позиција овде, и во свет веќе се работат и лјадници, значи само и ние, нашиот тим и ја лично имам искуство од повеќе од 100 валвули сме ставили, меѓутоа се е тоа на аортната позиција на аортната валвула. Овој случај на кој сме, ни направи големо задоволство, е прв пат да ние, а и воопшто во регионот, тоа се многу исклучително ретки случаи, да ставиме ваква валвула на митрална позиција. Тоа е, значи, помеѓу левата комора и левата предкомора. Тоа е пациентка која е веќе 2 пати оперирана, 94 година и 2011. Имала одлично функционална валвула и 2011 е оперирана во Жан Митрев клиника. Меѓутоа, за жал, после инфекција, после тешка пневмонија, таа инфекција ја оштетила и хирушката валвула од која веќе била 13-14 години. И пациентката дојде во една многу тешка состојба, веќе 2 пати оперирана. Беше направени сите обиди да се нормализира, да се врати во некоја подобра состојба за да се оперира трет пат. Меѓутоа, за жал, беше во тешка состојба и реални бевме дека трета операција нема да издржи. Станува збор за пациентка во 8-та деценија, да речеме. 8 деценија, веќе 2 пати оперирана, и затоа се одлучивме за еден сосема поинаков пристап. Во литература има, значи има болници кои го работат, меѓутоа се е тоа мал број на случаеви, ретки се тие. На Водори забележан таков пристап. Во Хрватска колегите ни кажаа дека имале 2 случаи, во Србија колегите рекоа дека немале до сега, другите бивши југословенски републики, нели освен Словенија, исто мислам дека немале до сега. Еве што се случи? Процедура, да речи. Значи, еве го овој модел. Значи, требаше да поставиме ваква валвула на позиција митрална, каде што веќе има хирушка валвула. Се направи мал рез под левата града, тоа е неколку милиметри. Тука ребрата се шират и доаѓаме до срце, нели, кое работи. Врвот на срцето се пунктираше со игла, се влезе во срцевата шуплина, низ иглата влеговме со жица, низ валвулата и качивме жица, и преку таа жица тој катетер на кој е склопена валвулата, тоа е малце поинаков тип на валвула, не е како ова, дојдовме, нели, на местото на хирушката валвула и ја поставивме за прв пат на митрална валвула, и тоа валвула во старата хирушка валвула, значи без да ја вадиме, и пациентката оди одлично, веќе е стабилизирана, хемодинамски стабилна, со многу подобра циркулација, освестена, разбудена, ориентирана, така да се надеваме дека брзо и ќе си оди и дома. Да, докторе, што доколку не се пристапаше вака? Имаше ли друго решение? Овој пациент конкретно? Да, оваа пациентка немаше друго решение, класична хирургија со отварање на граден кош. Пациентката немаше да издржи ниту процедурата, ниту анестезијата, така да ова беше единствена шанса. Тоа знам беше недела, се јави доктор Митрев, пациентката вика нема шанса, што може да направиме, ајде да пробаме ова. И така имавме, да кажем, 24 часа да се организираме, да направиме, за да во понеделникот заедно ја изведеме процедурата и добиеме еден оптимален стварно резултат, кој веднаш резултира со подобра состојба на пациентката. Да, фасцинантно, искрено би рекол. Колку беше стресно конкретно тој случај? Да, тоа беше голем тим, бевме 14 нели, доктори, техничари во салата, каде што секој имаше своја улога, своја задача, многу различен, разновиден материјал, меѓутоа убаво се координиравме, убаво се организиравме да стварно процедурата оди убаво и со оптимален резултат. Значи, пак ќе кажам, процедура на срце која работи, да пунктирате, да влезете внатре и да поставите валвула во едно срце кое нели, со пулс кој беше 120-130. Фасцинантно, повторно би рекол.
еве вие ги следите новите научни истражувања во медицината, во тексте, како нели врвен професионалец, каде оди медицината кога станува збор со тави процедурите, со изработка на валвули, со ваков пристап при решавање на срцеви проблеми? Воопшто трендот во медицината е нели методи кои ќе бидат се помалци и помалци инвазивни. Во однос на тавито нели се прават различни дизајни, валвули кои се ставаат поедноставни, кои се помали по диаметар за внесување, валвули, ова се валвули само за аортна валвуларна стеноза, следно е веќе во развој и кај аортна регургитација, значи валвулите кога не затвараат добро и крвта се враќа, значи и таму како можност да се реши и таа болест со поставување на валвула, и новите модели за митрална валвула, за трикуспидна валвула, кои веќе почнуваат се повеќе и повеќе да се работат, и тие процедури, нели, техниката на поставување ќе биде се поедноставна, а исходот ќе биде се подобар. Споменавте дека стотина, рековте дека сте направиле? Повеќе од 100, да. Имате ли некоја приказна што ви остават во осеќавање, пациент или состојба, случка, освен оваа последната, што раскажавте сега? Да, ова беше единствен случај, значи прв случај кој сме работеле вака, и сигурно ќе остане во осеќавање. Меѓу тие стотина пациенти, нели секој пациент со своја тежина, имало различни пациенти, можеби ете чисто колку за представа како е животот после тавито. Пациент кој беше многу тежок, го носеа на количка фамилијата, успеавме да ставиме валвула и после тоа доаѓаше на контрола сам. И после неколку месеци, за време на една контрола, приметив дека постојано станува, оди до прозор па се враќа, а викаме што бе чека надвор. Не гледам, викат, велосипедот некаде не ми го земе. Значи зошол со велосипед, дошол на контрола. Тоа доволно говори за неговиот квалитет на живот кој го добива со оваа процедура. Препуштате чеме една општа препорака при крај. Како да останеме здрави во ова општество, во ова обкружување, веќе ме во закадување, во ова ситуација во која што се наоѓа општеството не само во државава, туку општо во светот. Како да се бориме за да останеме што поздрави, да внимаваме на своето здравје, од храна, начин на живот, спортување и сите други предизвици кои што ги нуди, ни ги сервира современиот начин на живот. Да, секој од нас мора да го знае својот ризик, да ги знае своите бројки за кардиоваскуларен ризик, затоа што кардиоваскуларните заболувања, нели, смртноста е број 1 во споредба со сите други системи, со сите други заболувања. Превенцијата, значи да го знаеме својот ризик, да ги регулираме своите ризик фактори. Тоа малце покачен шеќер, малце покачен притисок не е малце на крај. Резултира со мозочен удар, со срцев удар, со оштетување на срцевиот мускул. Превенцијата започнува рано. Превенција на 60-70 години не е превенција, тогаш ќе ги трпиме последиците. Превенцијата мора да ја започнеме многу порано, и превентивните прегледи значат многу, затоа што иако мислиме дека сме најздрави или сме се навикнале на тој квалитет на живот, често пати со превентивните прегледи се откриваат промени кои укажуваат на почеток на болест и укажуваат на потреба за многу поинтензивно лекување на некои ризик фактори. Да. Убави пораки се, надевам дека нашите гледачи и следачи ќе ги протолкуваат. Уште едно прашање за крај. Секој ќе праша, сигурно овие процедури се многу скапи. Дали во клиника Жан Митрев се достапни и кои други процедури или операции се достапни, а се покриени од фондот за здравство, за осигурениците? Да. Цената на ваква валвула е огромна и затоа приватно овие процедури се исклучително скапи. Зборуваме за неколку десетина илјади евра. За среќа имаме одреден број на интервенции, тави интервенции кои се покриени од страна на Фондот за здравствено осигурување, така да тие се бесплатни процедури во нашата болница. Во однос на другите процедури, тоа е и затварање на ПФО, кретеницата, нели, ставање на чадорчиња,
тие дефекти во преградата помеѓу предкоморите. Исто оди исто целосно е покриено од страна на фондот. Се надеваме дека таа бројка на пациенти ќе биде зголемена за да можат повеќе пациенти да добијат квалитетна процедура со натовар на фондот. Да, доцент доктор Оливер Бушетич, ви благодарам што дојдовте на подкастот. Многу интересен разговор. Верувам ќе биде гледан, доколку пациентите сакаат да разговараат со вас, вие сте достапен во клиника Жан Митрев, тука ги изведувате сите овие процедури. Ви посакувам успех во работата и начнавте некои теми за некој следен подкаст. Се надевам повторно со успеси, со интересни приказни и резултати од работата и сите пациенти можат слободно да се јават, да контактираат, да закажат консултативно, информативни средби за се што ги интересира, за консултација со документи и сето тоа што ќе се обидеме да им помогнеме во одлуката или во разјаснување. Да. Токму така, тука го завршуваме подкастот, ве повикувам сите да не следите на нашиот YouTube канал, на Жан Митрев клиника, на нашата клиника и на Facebook страната исто така Жан Митрев клиник. Тука ќе ги најавиме следите подкасти за се она што ви интересира или сакате да прашате или да начнете некоја тема, тука сме да одговориме и да повикаме доктор кој што ќе ги разјасни вашите прашања или додатни информации кои што сакате да ги дознаете. Од мене пријатно, се гледаме во следното издание на Да зборуваме за здравието.